Здраво на сите! Започнува новото издание на Рапорт со Јовпе. Се разгладуваме заедно секоја недела во 20 часот. Јас се извинувам што ќе ја злоупотребам емисија уште на самиот нејзин почеток, ама на вистина е важно. Почитувани гледачи, преска бев во Скопската општина Киселавода и останав зачуден. Ме изненади еден нов споменик, некој нов чичко качен на конј. И бидејќи именуван како војвода на конј, ќе ми треба вашата помош заедно да откриеме за кого всушност се работи. СДСМ. Ај баш да видиме дали СДСМ ќе може да ми помогне. Почитувани, денеска се потврдија нашите сомневања. Овој споменик, наречен непознат војвода на конј, всушност треба да го представува Тодор Александров. Градоначалникот Маријан Ѓорчев, заедно со владата, за овој споменик има потрошено околу 350.000 евра. Со кое право? Маријан Ѓорчев, без да ги праша граѓаните, ја поставува оваа контроверзна личност да биде символ на општина Киселавода. Тодор Александров вели СДСМ, а ВМРО ДПМН што велат тие? ВМРО ДПМН реплицираше дека сите споменици во Скопје се поставуваат на јавен и транспарентен начин со работен наслов на имињата кои што ги носат, но не открија дали коњаникот е Тодор Александров. Тоа можете да ги прашате историчарите, Катарджиев, Жежов, Поповски, ќе ви одговорат најдобро. Да, историчарите ќе си ги прашате за тоа. Што имаме ние со споменикот? Ајде да сме дале народни пари за негова изработка, па нас да не прашувате, ама вака. Не излекуваме ние одговорот бичиклиски, туку дај да го консултираме градоначалникот на општина Киселавода, Маријан Ѓорчев. Тој, како градоначалник, мора да знае кој е ликот од конјот во неговата општина. За мене стоеше слика Тодор Александров во периодот 96-98 година, кога јас бев градоначалник на општина Киселавода заедно со Арадов. Ете, тоа е тоа. Мислам дека го имаме конечниот одговор на прашањето кој е војводата качен на конј. Не. Како тоа не? Па еве градоначалникот, самиот градоначалник си кажа дека го имал Александров во својот кабинет уште пред 16 години. Мислам дека по вас се е јасно. Но тоа е моја лична интимна определба и со ова што денеска се случува нема ништо. Значи вие ако сакате да ме прашувате за моите лични, би рекол, лични ставови во врска со она што представува, за она што представува Тодор Александров во македонската историја. Не мора градоначалниче. Не сакаме да ве прашуваме за тоа. Нас не интересираше кој е ликот од споменикот поставен во вашата општина, ама очигледно вие не знаете. Што да правите? Ви го подметнале. И ако имате среќа, па да се потврди дека споменикот на вистина е на Тодор Александров, ќе испадне дека ви подметнале вистински лик. Лик кој го сакате и сте го чувале дури и на слика во вашиот кабинет. Ништо чудно ако испадне така. Животот е пон случајност. Туку, до кај сме со истрагава? Кој е ликот од споменикот не знаат ниту од владеачката партија, ниту од општината во која е поставен. Па добро бе, има ли некој во оваа држава кој знае што ни се случува? Очигледно дека станува збор за ликот на Тодор Александров. Фала ви, премиере. Барем некој во оваа држава знае што се случува. И, нели, очигледно СДСМ биле во право дека се работи за Тодор Александров. Само чудното од цела ситуација е што ниту Бичиклиски, ниту Маријан Ѓорчев не знаеа дека се работи за него, што само уште повеќе ги потврдува сомневањата дека споменикот бил подметнат. И, премиере, што ќе преземете против подметнувачите? Било тоа да се историчарите што ги спомена Бичиклиски или било кои други? И мислам дека уметникот воопшто не сгрешил што се инспирирал од тој лик. Во Македонија треба да престане табуизирањето и стереотипизирањето на историските личности и настани. Македонија има различни историски личности кои што на различен начин допринеле за денешната државност, самостојност и за она што го имаме Република Македонија. За жал некои од нив беа многу етикетирани, беа на некој начин анатемизирање
по историјата. И денеска за едни велиме дека биле полошни, за други дека биле подобри, за едни дека правеле вака или онака, всушност најголемиот дел од нив се бореле за Македонија. Според ова, испаѓа дека споменикот бил енигма за сите од власта, освен за главниот, премиерот Груевски. Тоа е се знае кој држи се под контрола. Но овие други не е ни споменик да им дадеш. Не знае ни конјаникот кој е. Замисли за конјот да ги прашаш. Па попрво оставка ќе си дадат отколку да ти кажат. Туку друга работа, по се изгледа споменикот не бил подметнат, а на премиерот му се допаѓа ликот. Што пак мене ме подсетува на нешто друго. За Тодор Александров имаме разлики во гледањата, меѓутоа што е поважно за Никола Груевски неговата политика немаме разлики. И за Македонија тоа е клучното прашање. За погумната политика на Никола Груевски немаме разлики. Колку само интересно. Бранко и Љупчо немаат разлики за Никола, ама имаат за Тодор Александров. За истиот тој Тодор Александров очигледно разлики имаат и Бранко и Никола. И по се изгледа единствени двајца од овие тројца кои немаат разлики за Тодор Александров се Љупчо и Никола. Да, поранешните сопартиси, а сегашни ривали немаат разлики за Тодор Александров. И Георгиевски и Груевски сметаат дека Тодор Александров е позитивен лик од македонската историја. Па во тој случај не е попаметно Груевски и Георгиевски да се здружат во коалиција против Црвенковски? И настрана разликите за Тодор Александров, тука е фактот дека СДСМ успешно погодија кој е ликот од споменикот на само неколку часа по неговото поставување. Што значи, наградната игра откри кој е ликот од споменикот е завршена, а победникот е најголемата опозицијска партија. Па, што велат од СДСМ за ова? Како ќе прослава? Сакаме да реагираме на јавното признание на премиерот дека споменикот на така наречениот војвода на конј во кисела вода е всушност Тодор Александров. СДСМ никогаш нема да прифати со народни пари и спротивно на волјата на граѓаните да се спроведуваат проекти кои величаат негативни ликови како Тодор Александров. За СДСМ Тодор Александров никогаш не може да биде ништо друго освен непријател на македонската нација и на нашата борба за самобитност и независност. Сепак, сакаме да констатираме еден друг аспект на ова јавно признание на премиерот Груевски. Пропаѓа неговиот обид да се огради од политиките на ВМРО ДПМН во времето на неговиот поранешен ментор Љупчо Георгиевски. Напротив, сега Никола Груевски потврдува дека е целосна вистина она што СДСМ долго време го зборува, а тоа е дека Никола Груевски како министер во владата на Љупчо Георгиевски ги поддржувал, учествувал и ги реализирал проектите, например, како оној за подоба на Македонија и размена на територии, редефинирањето на македонската историја и многу други погрешни политики. Ама, господине Ивановски, јас не знам дали ве известили од вашата партија, ама пред 3,5 недели СДСМ започна соработка со ВМРО Народна. Председател на вашата партија Бранко Црвенковски имаше средба со Љупчо Георгиевски. Сега сте во неформална коалиција. Така што не знам колку ќе биде среќен вашиот коалицијски партнер кога ќе го слушне ова. Понатаму, во последно време зачестија провидните обиди на владените мегафони да ги спојат погрешните политики на Љупчо Георгиевски од минатото со неговото учество во широкиот опозицијски фронт. Во оваа прилика сакаме јасно да порачаме. Секоја политичка партија во опозицијскиот фронт го зачувува сопствениот идентитет и правото на сопствена платформа. Но, СДСМ е стожер на опозицијскиот фронт и борба. Со оглед на тоа, ние сме гарантот дека во заедничката опозицијска платформа за соработка нема да бидат вклучени, а уште помалку реализирани поединечните ставови на било кој учесник во фронтот,
а кои не се совпаѓаат со нашите генерални позиции. Аха, значи сепак господинот Ивановски знаел за коалицијата. Да, сега веќе се ми е... сега веќе ништо не ми е јасно. Ама, хајде да пробам да си разјаснам. Значи, ако добро разбирам, СДСМ сака да ги собере сите противници на власта во заеднички опозиционен фронт, ама во тој фронт да се слуша само нивниот глас. Или поточно кажано, другите може да си ги донесат своите гласачи и да си ќутат. Абе, по интервјуто кај Роберт Поповски видовме дека на премиерот и не му оди баш најдобро математиката, ама се изгледа и вие не стоите баш најдобро со оваа природна наука. Знаете, во политиката не секогаш 2+2 се 4. И дајте од политика да се префрлиме на поубави работи. А нели нема ништо поубаво од тоа кога се гради, кога се прави нешто. Па да видиме што почна да се гради оваа недела. За 3 години Скопје ќе ги добие највисоките згради изградени во историјата на Македонија. Во општината Аеродром започна изградбата на 4 висококатници од по 42 ката, високи по 130 метри, или речиси двојно повеќе од зградата на Македонската радиотелевизија. Комплексот, кој ќе има 1376 станови и трговски центар со површина од 26.000 метри квадратни, ќе го гради турската компанија Джевахир Холдинг. Ау, што убаво! Супер! Навистина прекрасно, навистина прекрасен настан. И паш ме интересира како помина свечениот старт на проектот. Како по обичај, премиерот Груевски доснеше и на денешниот настан, овој пат околу 35 минути. Го чекаат турските инвеститори, председателот Иванов и неколку министри и градоначалници. Сепак, куриозитет е што организаторите одлучија да не го чекаат до крај и настанот започна 20 на минути пред пристигнувањето на Груевски. Срамот. Јас навистина не знам што да кажам после ова. Значи, ова е неверојатно и уште еднаш ќе повторам, голема срамота и големо непочитување. Па како не се засрамат, бе? Па кај се започнувало настан без премиерот, бе? Ало, турци! Ало, инвеститори! Па како ли само не ви е срам? Супер е тоа што вие сте решиле да градите, да инвестирате. Ама, овде си има правила, требало да научите како да работите овде. Значи, овде имаме обичај премиерот секогаш да доцни, а вие имате обврска да го чекате, колку и да треба. И кога конечно ќе дојде, да му се заблагодарите што воопшто дошол, а не да започнувате без него. Срамот. Јас навистина се надевам дека сте му се извиниле на премиерот за оваа катастрофална грешка. Саим башбака. Почитуван премиере, ова е еден од најзначајните проекти за време на вашето владење. Јас ветувам дека овој проект ќе биде завршен многу брзо, но постои една вистина. Има некои закони кои ги попречуваат странските инвеститори во нивното работење. Ве молам овие работи да се поправат во најскоро време. Вие денес сте на власт, можеби утре ќе бидете во опозиција, но овој проект ќе остане на граѓаните на Македонија и тоа е по ваша заслуга. Молам? Што е ова, бе? Каков говор е ова? Што си замислува инвеститорот? А и што не му се извинува на премиерот за тоа што започна без него, па уште ги критикува нашите закони. Види мајката, после толку години реформи имало пречки за работењето на странските инвеститори. А отворил тој да прочита Doing Business? Ја отворил преродбата? Го отворил манифестот? Или само да се критикува? Па уште и предвидува дека можеби утре премиерот ќе заминал во опозиција. Не, ова ги премина сите граници. Премиере, јас мислам дека нема друго решение. Единствено што може сега да направите е да го ставите да го направи ова до пола едно 20 на ката, па после да земете динамитот. Можеби тогаш ќе научи лекцијата. И за крај на денешното издание, не знам колку сте упатени вие што седите дома пред телевизори, пред компјутери си фаќате сеир, ама не е воопшто лесно да си политичар, да си функционер.
Джабе ти работи за доброто на граѓаните 24/7, кога секогаш ќе се најде некој да те изнервира, да ти го уништи денот со некоја глупост. Еве, градоначалникот на Скопје Коце Трајановски се заангажира и направи зелен бран на Партизанска, ама и тоа му преседна кога виде како всушност го обележале тој зелен бран. Ова е знакот што стои во правилник дека е препорачана брзина. Така стои во правилник. Текстче доле може да стане. Добро, така е знакот. Не би го знакот се потикна. Види го сега, градоначалникот му кажува што да направи, овој не ќе. Абе, уживај кога ти велам, слободно оди кај знакот. Само те молам, земи кондом со тебе. И знаеш со кој се бил тој знак. Сепак, во сам центар на Скопје, билјани си луѓе поминуваат по крај него. Многу мина и застануваат. Можеш да бидеш сигурен. Инаку, да бидеме малку сериозни, се разбира дека градоначалникот не мислеше така. Само, јас навистина не можам да ве сватам, бе. Правилници имало, знаци имало. Имаш, бре, тука градоначалник кој се разбира дека знае повеќе од сите во градската управа. Има да го слушате и да ги исполнувате неговите желби. Што има врска што пишувало во правилникот? Вие сте тука за да ги услишите желбите и барањата на градоначалникот, а не на некакви си глупави правилници. Ај сега, земај тоа кондомите и тргна кај знак. И толку за ова издание. Се надевам дека ви беше интересно. Ако не, што да ви кажам? Да дадевте пари, ќе ви ги вратевте, фака. Можам само да ве поздравам. Чао, чао. Имајте убава недела.